Една од најзначајните музички институции во државава, Македонската филхармонија, единствената институција во земјава која го афирмира и го изведува симфониското музичко творештво, деновиве го слави својот роден ден. 79 години таа ја испишува историјата на првиот и единствен симфониски оркестар во земјава, а со тоа и единствен репрезент на симфониското творештво на македонската музичка сцена. Таа е столб на нашата музичка култура, оркестар со кој раснеа и израснаа генерации музички уметници, но и генерации на многубројни љубители и подружувачи на ансамблот и класичната музика. Се започна во далечната 1944 година по завршувањето на Втората светска војна и само 11 дена по ослободувањето на Скопје, кога во домот на семејството Скаловски, а по директива на агитпропот на тогашната влада на Народна република Македонија, на 24 ноември 1944 година се состанаа 11 тогаш познати музичари и донесоа одлука да се формира симфониски оркестар. Овој ден е историски и со право се смета за роден ден на Македонската филхармонија, иако, како и многу други институции, своето денешно име и статус го доби многу подоцна. Само 4 дена потоа, на 28 ноември, се одржа првата проба на која присуствуваа 26 члена на овој оркестар и со која раководеше диригентот и пред се истакнат македонски композитор Трајко Прокопиев. 2 недели по историскиот чин на оваа света рожба се случи и првиот настап на 8 декември на Свечената академија по повод прославата на денот на Свети Климент Охридски. Заради историјата треба да се знае дека тогаш за прв пат од Македонски симфониски оркестар прозвучеа 2 популарни дела од опусите на Чајковски и Дворжак. Минутите кои ги издвојуваме за оваа институција се премалку за детално, дури и површно да ги споменеме настаните што ги испишуваат страниците од незината историја. Општиот преглед е само делумно врежан во меморијата на сите оние кои имале било каков допир или пак присуствувале на настаните како пасионирани љубители на симфониското творештво. Со овој ансамбл израсна, се промовираа генерации на македонски диригенти, композитори, музички уметници кои стекнаа македонска, но и светска афирмација и слава. Од друга страна, уште потешко е да се издвојат славните имиња од небројаната низа на светската исполнителна уметност кои во овие 79 години настапиле на речиси близу 2500 концерти на Македонска филхармонија. Гледано од денешна перспектива, со право може да се констатира дека единствениот репрезент на симфониското творештво на македонската музичка сцена последните децении изобилува со хомоген звук, издигнат на високо квалитативно скалило, со инвентивен и креативен репертоар, избалансиран со традиционалните музички вредности, примамлив за публиката, особено за новите генерации слушатели. Разновидните инвентивни програмски концепции со кои се прошири жанровската и естетската рамка, според многумина критичари, истражувачи и страствени проследувачи на активностите на оваа институција, не водат до фактот дека тие недвојбено продолжуваат со дарување на незаборавни изведби и музички креации со воздишки на восхи и естетска наслада. Тие ги исполнуваат нашите срца со музика, затоа што музиката е живот, го хранат нашиот дух и не внесуваат во бескрајниот свет на емотивни набои и вознеси. Среќен роден ден, наша и ваша филхармонија.